Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада. Во нив ќе гледате. Лекарите децидни, на повидок е нов бран со наплив од заразени и хоспитализирани лица. Грипот не го одминува гостевари оваа сезона. Амбулантите се полнат со пациенти. Секој ден повисоки цени на производите. Трошоците на живот во октомври биле зголемени за 4,1% во споредба со лани, објави Државниот завод за статистика. Лекарите децидни дека веќе е на повидок нов бран со наплив од заразени и хоспитализирани лица, меѓу кои многу млади кои се почесто завршуваат со тешка форма на болеста, а во најлош случај со фатален исход. Лекарите исто така остануваат на ставот дека вакцинацијата е клучна кога станува збор за полесно справување со потенцијалниот интензивен ковид бран во есенско-зимскиот период. Пандемијата со COVID-19 повеќе од година и половина наметнува низа рестриктивни мерки за спречување на ширењето на заразата со коронавирусот, но се поставуваат прашањата колку навистина во пракса се почитуваат здравствените мерки и протоколи и дали ни предстои нов интензивен зимски бран на COVID-19. Лекарите децидни дека веќе е на повидок нов бран со наплив од заразени и хоспитализирани лица, меѓу кои и многу млади кои се почесто завршуваат со тешка форма на болеста, а во најлош случај и со фатален исход. Веќе и на повидок гледате дека бројките не растат, гледате популациите и границата ни паѓа на хоспитализирани, се помлади луѓе се хоспитализирани. Пак ќе кажам, значи моментот кога населението се опушта, чувствува дека не се толку загрозени, почнуваат, забораваат на маските, забораваат на дистанците, мора да се размислува превентивно, за да добиеме една висока доза на заштитено население и да немаме веќе вакви тешки проблеми во здравството. Специјалистот по семејна медицина, доктор Светлана Трифуновска, смета дека вакцинацијата е клучна кога станува збор за полесно справување со потенцијалниот интензивен ковид бран во есенско-зимскиот период. Значи, најголема причина и најголема работа што секој може за себе да ја направи, тоа е вакцинацијата. Значи, голем дел од пациентите се уште за жал не се вакцинирани и тој голем процент ни носи голем проблем на нас докторите, без разлика дали работиме на примарно или на секундарно ниво. Знаете, нашите ресурси се ограничени, знаете дека креветите за хоспитализација, респиратори нема доволно, но сепак нема во ниедна земја доволно да се разбереме во тие моменти кога напливот пандемијата е во пик, тогаш се јавуваат големи проблеми. По милионите пат апелираме, значи секој свесно да се вакцинира, затоа со тоа што не само себе си се заштитува, туку ја заштитува и околината и целото население. Треба да се постигне голем процент на вакцинираност за да успееме да ја победиме пандемија. Здравствените работници покрај вакцинацијата остануваат на истиот став и за почитување на заштитните мерки, особено во зимските месеци кога поради студеното време граѓаните повеќе се групираат во затворени простории. Тие предупредуваат да се избегнуваат масовни собирања на затворено, но и да не се заборава на задолжителното носење маски и дезинфекција. Грипот не го одминува гостевари оваа сезона. Се повеќе граѓани бараат лекарска помош поради покачена температура, кашлање и малаксаност. Со оглед дека симптомите на грип и коронавирус се слични, за да се одреди правилна терапија, пациентот мора да се тестира, нагласуваат лекарите. Есенските месеци вообичаено почнува сезоната на грип и настинки. Гостивар не е поштеден. Амбулантите се полнат со пациенти кои се жалат на висока температура, кашлање, малаксаност. Симптомите се слични со коронавирусот и без тестирање тешко може да се каже зашто точно станува збор, велат лекарите. Децидни се дека за да ја одредат правилната терапија и да знаат со што се справуваат, мора да се направи ковид тест. Сега доаѓаат со симптоми на слични на короната, грипозна состојба, или имат и со пролив што има пациенти. Сега меѓу обичниот грип и меѓу короната сепак
ние подобре да направиме тест за корона, дали брз или ПСР во зависност од деновите колку е болен човекот, затоа што после трети, четврти ден брзиот тест не е по мене валиден, значи тогаш ги прачаме ПСР тестови да земаат. Имунизацијата против сезонски грип се уште не е започната. Вакцинацијата против ковид пак веќе се одвива и со трета доза. Медицинарите се со став дека граѓаните треба да се вакцинираат за да се заштитат од вирусите. Во меѓувреме да не заборават на основните мерки за спречување на ширење на зарази. Луѓето, не знам, не се плашат од ништо, додека не дојдат тука, значи не можеш да им докажеш дека треба маски да се носат, треба без разлика што и владата, министерството рекло и во надвор да не се носат маски, јас све уште апелирам да се носат дистанца, да има лична хигиена, да се одржува, значи тие три работи можеме се многу лесни него кога ќе дојде овдека заболен. И вакцинацијата, значи да не да заборавиме, значи луѓето морат да се вакцинираат. Еве сега ќе дојде и трета доза, почнеме да се вакцинираме, значи јас ја чекам да помине 6 месеци, јас да си се вакцинирам лично, ќе си се вакцинирам и за сезонскиот грип. Според податоците од Институтот за јавно здравје, кои се однесуваат на периодот од 25 до 31 октомври, во земјава пријавени се 73 случаи на грип, што е во рамки на просекот и очекуваното. Од почетокот на сезоната евидентирани се вкупно 102 заболени. Од нив 33 се од Дебар, 30 од Охрид, 23 од Гостивар, 8 од Скопје, 5 од Тетово и 3 од Кавадарци. Лекарите советуваат граѓаните периодов да обрнат повеќе внимание на превентивата. Во исхраната да се внесува многу овошје и зеленчук и да се пијат топли напитоци. Како најголема грешка што луѓето ја прават го посочуваат лекувањето на своја рака, односно земање антибиотици без консултација со лекар. Алармираат дека тоа доведува до отпорност на лековите, пошто тие не делуваат кај пациентите. Постојаниот раст на цените ја продлабочува сиромаштијата. Граѓаните едва ја врзуваат крај со крај во месецот. Според Државниот завод за статистика, трошоците на живот во октомври биле зголемени за 0,5% во однос на септември, а за 4,1% во споредба со октомври лани. Секој ден нови, повисоки цени на производите, особено на прехранбените. Граѓаните се жалат дека се е поскапено, а платите и пензиите се ниски. Во анкета велат дека ќе ги купуваат само неопходните производи и ќе бараат каде се продаваат наевтино. Данас ке иди земи едно, утре друга цена. Не знам што да речем, до кога ќе иде тоа, немам памет. Ќе вртиш низ пазар да тражиш поевтино и тоа. Најнеопходно што е да земеш, да купиш. Скапо е све. Све е накачено. Да. Колку имаме, толку. Како се справувате? Па све, по нешто. Све помалу тоа е. Многу нема. Не знам, ние што сме пензионери со малу пари, ништо. Така. Со 10.000 што ќе правам, леп нема да јадем. Многу скапо. Немат пари се нема, пензија се немат. Ситуацијата не чините. Се влошува. Народ пати, немено лепше, едно парче леп да јадат. Државниот завод за статистика објави дека трошоците на живот во октомври биле зголемени за 0,5% во однос на септември, а за 4,1% во споредба со октомври лани. Цените на мало пак во октомври биле на исто ниво како и во септември, а во однос на октомври лани се зголемени за 6,1%. Пораст на индексите на трошоците на живот во октомври во споредба со претходниот месец е забележан кај шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 2,5%, маслото и маснотиите за 2,3%, лебот и житата за 1,8%, месото за 1,7%, млекото за 0,7%, сирењето и урдата за 0,5%, рибата и морските плодови, жестоките пијалоци за 0,3%.
Во октомври исто така порасна индексите на трошоците на живот, забележани и кај гасот и горивата, рестораните, кафулињата, обувките, домашните услуги, услугите за домаќинства и друго. Намалување пак на индексите на трошоците на живот во октомври годинава во споредба со претходниот месец е забележано кај зеленчукот, освен компирите и другите коренести плодови, овошјето и кај неколку пијалоци. Денарот ќе биде стабилен, уверува гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Сепак за годинава се прогнозира повисока стапка на инфлација од првично проектираната или инфлација од 3,1%. На почетокот на едната година се очекува стабилизација на цените на храната и енергенсите кои имаат големо влијание и врз дефицитот, но врз економскиот раст за кој гувернерката очекува до година да се врати на предпандемиско ниво. Личната стапка на инфлација за 10 месеци од оваа година е 2,9%. Нашата проекција за оваа година е инфлација просечна за 3,1%, што упатува дека генерално овие остварувања најнови, кои што беа објавени вчера, мислам дека беа објавени, а веќе нашите проекции беа завршени претходно, финализирани, се во линија со нашите очекувања. Генерално за наредната година се очекува поумерена стапка на инфлација, значи забавување од 3,1 на 2,4%, значи ќе има некој ценовен раст, но поумерен ценовен раст, што всушност е во линија со проекциите на меѓународните финансиски институции. Во однос на мерките кои што Централната банка би ги презела за одржување на макроекономската стабилност, која што е клучно сидро за нашата економија, како и досега ќе продолжиме будно да ги следиме состојбите. Имаме инструментариум богат на располагање, дали е тоа каматна стапка, задолжителна резерва, други инструменти и неконвенционални кои што ги имаме на располагање, и со сите тие инструменти, зависно од проблемот, ризикот кој што ќе се појави, соодветно ќе одговориме за да ја задржиме макроекономската стабилност, што подразбира и стабилност на курсот и стабилност на инфлацијата. Владата прогласи кризна состојба во снабдувањето со електрична енергија во траење од 30 дена. Како единствена мерка која што произлегува од оваа одлука за прогласување на енергетска криза е да се вгризнуваат финансиски средства во енергетските компании се со цел да се стабилизира состојбата на пазарот со електрична енергија. Како влада, во моментов сме фокусирани за успешно справување со предизвиците настанати од глобалната енергетска криза. А за остварување на таа цел, вклучени се раководствата на сите компании од енергетскиот сектор, како и сите владини институции. И за крај би сакал уште еднаш да го повторам тоа што во континент го кажуваме. Значи, донесуваме кризна состојба се со цел да го подобруваме работењето на енергетските компании, да се зголеми нивната ликвидност, а никако да донесеме рестриктивни мерки што би влијаеле негативно во секојдневниот живот на нашите граѓани. Во полицискиот билтен регистрирани физички напади и случај на семејно насилство. 21-годишен тетовец вчера во СВР Тетово пријавил дека во близина на бензинска пумпа на улица Илинденска во Тетово бил физички нападнат од 35-годишник, исто така од Тетово и вработен на пумпата. Набрзо по пријавувањето случајот е целосно расчистен и против лицето ќе следува соодветен поднесок. 39-годишна жителка на Гостиварско село вчера во СВР Тетово пријавила дека на 29 минатиот месец во заедничката куќа физички била нападната од незиниот девер. Според пријавеното во нападот тој користел и дрвен предмет. Тој ќе биде повикан во полициската станица Гостивар и по целосно расчистување и документирање на случајот ќе му биде изготвен соодветен поднесок.
Во вчерашните контролни активности спроведени на подрачјето на СВР Тетово, покрај другото откриени и санкционирани биле 6 лица кои управувале без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа, како и 2 возачи почетници, кои не ги почитувале законски предвидените ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци. Минатиот месец полицијата открила 62 возачи кои возеле под дејство на алкохол. Во октомври годинава на поширокото тетовско подрачје биле откриени и санкционирани вкупно 62 возачи кои ги управувале возилата под дејство на алкохол. Сите биле исклучени веднаш од сообраќај, а на 51 од нив времено им се одземени и возачките дозволи. Покрај тоа изготвени им се и соодветни поднесоци, така што тие ќе се соочат и со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 225 до 325 евра во денарска противвредност. Највисока глоба ги очекува оние кои имале над 2 промили алкохол во крвта, а уште повисока, односно 500 евра, оние кои одбиле да бидат алкотестирани. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел до возачите и особено до помладите да не седнуваат зад волан доколку претходно конзумирале алкохол или да избегнуваат алкохол доколку возат. Екипата на Шкендија го доби градското дерби против Универзитет Тетово со 3:2 во последниот надпревар од петтото коло на првата машка одбојкарска лига на Македонија. Одбојкарите на Шкендија забележаа голема победа во градското дерби против Универзитет Тетово со 3:2. Во исполнетата сала на гимназијата Кирил Пејчиновиќ, екипата на Универзитет Тетово прва дојде во водство, откако го доби првиот сет со 25:22. Следуваше пресврт на екипата на Шкендија, која ги доби следните два сета со 25:20 и 25:12. Универзитет Тетово го доби четвртиот сет со 25:22 и израмни на 2:2. Во петтиот сет се играше израмнето се до 13:13, но последните два поени ги освои одбојкарите на Шкендија и забележаа победа од 3:2. Беше многу тежок надпревар. Јас после 7 години застарав на клупа, тоа дополнително ни го потешко ми беше. Меѓутоа јас мислам дека ние сме поквалитетна екипа, иако по моје мислење требаше да не дојде до пети сет, меѓутоа ние направивме четврти сет неколку одредени грешки, тоа од искусните играчи, што не ги очекував, па затоа дојде до тај брекот, меѓутоа задоволен сум за победата. Јас мислам дека во иднина ќе одиграме уште подобро. Добар надпревар, изедначена игра во 5 сета на разлика и толку, значи екипите се близко. Секој може да победи. Денеска победи Шкендија. Се надеваме дека наредните надпревари ние ќе покажеме поиќе. Следното шесто коло од првата машка одбојкарска лига на програмата е веќе утре. Екипата на Шкендија ќе гостува во Скопје кај Вардар, додека Универзитет Тетово на домашен терен ќе го пречека составот на Јанта Волеј. Фудбалската репрезентација на Македонија ги започна мини подготовките пред последните два квалификацијски надпревари против Ерменија на гости и Исланд на домашен терен. Ни следат две битни утакмици во овие квалификации, последни. Има теоретски шанси да бидеме на тоа второ место, секако не зависи од нас, но ние ќе дадеме се од себе да издвоиме максимални 6 бода и ете во недела да се надеваме дека ние ќе бидеме на тоа второ место. Нормално повредите се дел од фудбалот, но имаме квалитетни играчи, што мислам дека ќе го покажат квалитетот и ќе оправдаме, например, таа доверба на селекторот. Ние ќе ги анализираме ерменците, ќе видиме дека и се лошите страни и ќе пробаме да ги искористиме тие шанси и нормално да издвоиме победа. Сигурно дека овие две утакмици ќе ни бидат многу значајни за нас и се надевам дека ќе со добра игра ќе имаме две победи, што секако дека не значи сега од нас, но ние ќе дадеме се себе да победиме и да се представиме во најдобро светло.
Да бидеме како едно, сплотени како едно и да играме офансивен фудбал. И мислам дека ќе биде добро. Последните надпревари, не знам, можеби среќата малце не изостави, но се надевам дека во следните надпревари ќе се врати тоа што го изгубивме во последните два надпревари. Почитувани гледачи, тоа беше се за ово издание на регионалните вести. Имајте пријатен ден.